Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Граѓаните на Кочани понатаму даваат подршка на иницијативата за заедничка Македонија со одржување протестни собири. Покрај нив на протестите се придружија и жителите на Зрновци, според кои време е да се спречи губењето на унитарноста и суверенитетот на државата. Во Кочани понатаму продолжуваат протестните собири и маршевите на граѓаните кои ја поддржуваат иницијативата за заедничка Македонија. И во вторникот попладне, граѓаните повторно тргнаа од градскиот парк по улиците на градот, скандирајќи пораки насочени кон зачувување на унитарноста на државата. Присутните на собирот рекоа дека со изразувањето на поддршката застануваат против редефинирањето на државата и воведувањето на албанскиот јазик за втор службен јазик во Македонија. Сличен собир попладнето се одржа и во Зрновци, при што беа искажени идентични ставови за актуелните политички случувања, посебно против прифаќањето на платформата на албанските партии. Браќа, по име, по јазик, по знаме, по исто парче небо се надеваме дека нашите зборови, нашите свирежи, нашите чекори ќе стигнат до вашите срца и разум и дека вие ќе се откажете од платформата во интерес на вашата, нашата и иднината на нашите деца. Ќе помогнете веднаш да се создаде меѓусебниот мир и слога. Колку поскоро, толку подобро за сите нас. Да сте вечни и вековити македонци. Испраќаме порака до сите чинители дека не ја сакаме платформата, не сакаме федерализирана Македонија. Ние сакаме Македонија една и единствена, двојазичност низ цела територија не ни е потребна. Посебна порака до тебе, еврокомесара Јоханес Хан. Немој, откажи се, не ги притискај политичарите да подпишуваат платформа создадена, да прифатат платформа создадена од друга држава, а ги игнорираш граѓаните и илјадници граѓани на Република Македонија кои секојдневно се по улиците. Граѓаните кои ја поддржуваат иницијативата за заедничка Македонија рекоа дека нема да се откажат од ставот за одбрана на државата, се до комплетно отфрлање на спорната албанска платформа. При тоа најавија дека протестите ќе продолжат и во наредните денови во истиот термин. Кочанските пожарникари во изминативе 3-4 денови имаат полни раце работа. Дневно интервенираат и по 5 пати на различни локации, а причината за пожарите е палењето на страништата и запалневи материјали на отворен простор. 20 интервенции за гаснење пожари за само 5 дена имала Кочанската територијална противпожарна единица. Велат дека се случува нивните екипи да ги бараат во исто време на неколку различни локации, што ги оневозможува успешно и навремено да интервенираат. Последното излегување на терен го имале во вторникот вечерта, откако од Зрновци дошол телефонски повик за запален сток, сено и дрва што се наоѓале во близина. Екипата која пристигнала на лице место успеала да го локализира огнот и да спречи негово проширување и предизвикување по сериозна штета. Пожарникарите велат дека само неколку дена претходно имале сличен повик од Зрновци, при што огнот од запалените стрништа под влијание на ветерот се проширил и зафатил насади со овошки и ореви. Пред 2 дена пак, противпожарните екипи интервенирале во кругот на фабриката за градежни материјали ИГМ во Кучичино, каде исто така запалени остатоци од оризова слама во блиските ниви се заканувало да се прошири на целиот објект. Од територијалната противпожарна единица велат дека интервенциите до неодамна биле карактеристични само за низинскиот дел од општината, а веќе се излегува на терен и во планинскиот регион. На падините на Осоговијата над населбата Оризари беше гасена запалена трева и нискостеблеста шума, каде огнот за среќа не се проширил на поголем простор. Освен тоа, пред неколку дена во близина на планинското село Костиндол, екипи со 2 возила и 5 пожарникари учествуваа во гаснење пожар од кој беа зафатени над 60 хектари дабова шума и смрека, како и 40 родни дрвца во овоштарник. Бидејќи се работеше за планински и тешко достапен терен, гаснењето и локализирањето на пожарот траеше повеќе од 6 часа. Според првичните сознанија, огнот направил голема материјална штета што доправа ќе се проценува. Пожарникарите велат дека се обидуваат да одговорат на сите повици и навреме да стигнат на местото на пожарите. Истовремено од земјоделците бараат да престанат со палењето на страништата во полињата,
заради што од инспекцијските органи ќе побараат и ригорозно казнување на прекршителите на забраната за палење оган на отворен простор. Кривична пријава заработи 25-годишно лице од селото Ракитец, Радовишко, за силување девојка од Кочанско село. Според полицијата, кривичното дејство се случувало во период од 2 години. Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднеса кривична пријава против 25-годишниот ДМ од селото Ракитец, општина Конче, Радовишко, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело силување. Пријавениот во периодот од ноември 2014 до октомври 2016 година во повеќе наврати извршил силување и други полови дејствија над 19 годишна жителка на едно кочанско село. Откако оштетената ја прекинала љубовната врска со пријавениот, истиот ја натерал да му испрати на Facebook неколку фотографии со експлицитна содржина. По добивањето на фотографиите, пријавениот во повеќе наврати ја уценувал и се заканувал на девојката дека ќе ги испрати фотографиите на нејзини блиски роднини и пријатели. За возврат, за да не го стори тоа, ја присилувал на обљуба и други полови дејства. По пријавувањето на случаите во полиција, надлежните истражни органи на 25-годишникот му поднеле пријава за сторено кривично дело силување. При тоа не му е определен притвор или друга заштитна мерка. Во Кочани формирано Македонско патриотско здружение Славчо Абазов. Целта на здружението е зачувување на унитарноста на Република Македонија, афирмација на личностите кои биле занемарени од страна на комунистичкиот режим, како и давање на целосна подршка на македонската историја. На иницијатива на група граѓани од Кочани се одржа основачко собрание на Македонското патриотско здружение Славчо Абазов. На собранието беше донесен статутот за работа на здружението, програмата за работа, а беше избран и претседател на истото. Нашите цели се конкретно набројани и тоа: заштита на унитарноста на Република Македонија, заштита на името на државата Република Македонија, афирмација на личности занемарени од комунистичкиот режим, афирмација и чувствување на лица судени за идеите на ВМРО од комунистичкиот режим, чувствување на сите револуционери од идејните теченија на ВМРО како организација, организирање и спроведување на активности кои овозможуваат негување на македонската историја. Инаку, Македонското патриотско здружение Славчо Абазов го носи името на злетовскиот и кочански војвода Славчо Абазов, истакнат војвода и линденец и долги години секретар на Илинденската организација на ВМРО во Софија. Во Виница промовирана книгата Војни за природни стратегиски ресурси, докторска дисертација на авторот доктор Гоце Ѓорѓиев. Книгата е повредна од сите споменици и од сите гробници, бидејќи таа самата гради споменици. Пред виничани беше промовирано делото Војни за природни стратегиски ресурси, авторски првенец на доктор Гоце Ѓорѓиев, комунален инспектор во општина Виница. Авторот Ѓорѓиев, обработувајќи својата докторска дисертација преку овој труд, дава една интересна анализа на еден многу значаен заклучок, дека нарушувањето на безбедноста и започнувањето на воените интервенции се поради геополитичките интереси на мокните земји или предводничките на така наречениот нов светски поредок. Во втората глава насловена како ресурси, успешно ни ги доловува историските, политичките и стратегиските интереси и настани поврзани со состојбите и основното значење на ресурсите во минатото и денес, во која, преку разни комбинаторики, во темните и зад скриени канцелари на големите светски сили, се кроила и прецизно цртале нивните интересни сфери за наоѓалиштата на нафта, природниот газ и водата како природни стратегиски ресурси и извори на конфликти во целиот свет. За војната, ресурси, нафтата како причина за конфликт, водата како причина за конфликт, се 4 дела од книгата во која е заокружена една целина, со сите релевантни, суштински и логично поврзани настани за војните и за ресурси на глобално ниво. Но, како што истакна авторот Ѓорѓиев, поле за работа и истражување има уште многу. Среќен сум што моето долгогодишно искуство, поврзано со војните за ресурси,
Успеав да го преточам еден мал дел во оваа книжка, која во кратки црти ја образложи мојот промотор, професор доктор Ѓорги Малковски, и го најде својот пат до вас, до читателите. Мислам дека од оваа книжка може да се изродат и уште многу трудови, дипломски, магистарски, докторски, бидејќи има многу простор тука за обработка и за работа. Книгата, чии издавачи се Општина Виница и Организацијата на резервни офицери, е со тираж од 100 примероци. Нововенчаните брачни парови го одбележуваат празникот Младенци. Најблиските ги посетуваат младите и им носат скромни подароци. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги се отслужи света божествена литургија, посветена на 40 маченици во Севастија. Нововенчаните двојки кои дале завет минатата година, на 22 март го слават споменот на светите 40 маченици во Севастија, војници на Римската империја, што биле погубени затоа што ја исповедале верата во Христа во 320-тото лето Господово. Врската меѓу празникот и бракот е токму во венците, односно круните, што ги носат младите на црковните венчавки. Венчавката е всушност крунисување на богоблагословената заедница на мажот и жената за духовен и телесен раст и умножување, како што благословил и Бог. Плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Црквата го благословува бракот како маченички подвиг, велат свештениците. Зборот мартир, маченик, кога би се превело на гречки, односно кога би погледале на неговиот изворен текст, воедно значи и сведоштво. Значи смислата е јасна, бидејќи во традиција е влезено на овој ден да се оди кај нововенчаните брачни партнери. Значи се посетуваат нивните домови, се носат скромни подароци. Главната цел и смисла, како што веќе кажавме, се темели на љубовта и на мачеништвото. Значи кога зборуваме, светите оци кога зборуваат и кога даваат свое светоотечко толкување на бракот, тие велат дека еден од двата пата на спасение, едниот е, како што знаеме, монаштвото, другиот пат е брачниот. За бракот велат дека е мачеништво, но не треба ова да се разбере во онаа смисла дека мачеништво во, како што знаеме во шега, да речеме дека мажите ги малтретираат жените или жените мажите, туку треба да се поразбере во онаа духовна смисла и мачеништво не во вид на телесна болка, туку мачеништво во смисла на љубовта. На овој ден, кога се слави празникот Младенци, најблиските по традиција ги посетуваат младите, носејќи им скромни подароци што ќе им бидат од корист во отпочнување на нивниот заеднички живот. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги се отслужи света божествена литургија посветена на 40 маченици во Севастија. Развивање на спортскиот дух кај децата уште од најрана возраст е целта на детската олимпијада, што во организација на детската градинка Павлина Велјанова ќе се одржи во Кочани. Децата ќе се надпреваруваат во неколку дисциплини, меѓу кои трчање, скокање во вреќа, полигон и влечење јаже. 160 деца на возраст од 5 и 6 години од сите 5 клона на детската градинка Павлина Велјанова ќе бидат дел од 4-та поред детска спортска олимпијада, што ќе се одржи в сабота на 25 март во спортската сала на Основното училиште Никола Карев. Олимпијадата е дел од проектот Спортуваме се радуваме, а има за цел да ги промовира и популаризира спортот и рекреацијата кај најмладата популација. Ќе се надпреваруваат во 4 дисциплини: штафетно трчање, скокање во вреќа, полигон со топчиња, пренесување на топка со помагало и влечење јаже. Значи победници нема да има, сите ќе учествуваат и сите ќе бидат победници, за што соодветно ќе бидат наградени. Поканата е отворена до сите граѓани кои што го сакаат спортот и ги сакаат дечињата од најмалата возраст. Ова е 4-то издание на детската олимпијада во Кочани. Ја организираат детската градинка и општинскиот спортски актив и професорот Никол Чоколев. Покровител на манифестацијата е општина Кочани. Организаторите рекоа дека олимпијадата ќе продолжи да се организира и во наредните години. Следува информацијата од спортот.
По завршувањето на првиот дел од годинешната општинска училишна лига во футсал, екипата на основното училиште Никола Карев со 4 победи од исто толку надпревари го освои првото место. Со тоа учениците од ово училиште ја наметнаа својата кандидатура за овогодишен победник во лигата. Без конкуренција беа учениците од основното училиште Никола Карев во општинската училишна лига во футсал. Со 4 победи против екипите од другите училишта, тие убедливо се најдоа на првото место по завршувањето на првиот дел од надпреварите. Најавата дека сериозно ќе конкурираат за шампионската титула ја најавија уште на првиот надпревар против екипата од основното училиште Малина Попиванова, која ја победија со 9:1. А уште поубедливи беа на средбата со основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари, на која постигнаа 10, а не примија ниту еден гол. Добриот почеток учениците од Никола Карев го продолжија и во следното коло, во кое се сретнаа со своите врсници од основното училиште Свети Кирил и Методий, при што победија со резултат 11:3. Во последниот надпревар, за противник тие ја имаа единствената посилна конкуренција од екипата на основното училиште Раде Кратовче, која им беше и директен конкурент за врвот, но и против неа извојуваа победа од 5:1. Со тоа, по завршувањето на првиот дел од првенството во општинската училишна лига, футсал екипата на Никола Карев освои максимални 12 бода пред Раде Кратовче со 9 и е сериозен конкурент за овогодишен победник, со што ќе се стекне со право да ја представува општината на зонските надпревари во футсал. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.